Денеска, почитувани гледачи, во сонце облеаното село Долни Десан Неготинско, во околу 350 кујки со богати трпези се слави селската слава Свети Архангел Михаил. Овде во ова село секоја година доаѓаат од секаде гости, не само од Кавадарци Неготино, но и од диаспората, така што селото живнува. Ова село, прекрасно рамничарско село, е едно од најубавите неготински села. Денеска овдека се држеше литургија во храмот Свети Архангел Михаил, а потоа се разбира сите кои што дојдоа беа присутни гости на црковниот ручек. Еве тука се наоѓаме сред село, почитувани гледачи, па ќе ви доловиме свечената и она селска слава атмосфера која што секоја година се одвива во празничен тон. Бидете со нас, еве влегуваме во вашите домови, токму со оваа емисија за селската слава во село Долни Десан Свети Архангел Михаил. Венец АД село Долни Десан со децении е столб на екзистенцијата на многу семејства во ова убаво неготинско село. Денеска на денот на свечената прослава на селската слава, посветена на светецот Свети Архангел Михаил, покрај средбите со многу жители од ова богато место, но и со гости од други места, имавме посета и на акционерското друштво. Првиот човек на друштвото, господин Илија Јанчев, во блиц средбата не запозна дека Венец има повеќе децениско успешно работење, одолевајќи му и на времето проблемите со доцнењето на субвенциите и други погодности. Но секогаш е бил на страната на обезбедување услови за работа, поддршка и донации за развој на спортот, културата и економскиот подем на селото. Одличната карта таксативно не информира дека има 350 хектари со лозов насад, од кои 110 отпаѓаат на трпезно и 250 хектари на винско грозје. Овде одлично функционира наводнувањето со системот капка по капка и се добиваат најквалитетни сорти грозје. Целта е да се пласираат вина добиени од најдобрите сорти. Кога сме кај винарството Венец ќе го негува алтернативниот туризам, така што странските туристи преку соодветни агенции кои се занимаваат со оваа доходовна дејност ќе можат да го посетат селото, каде околу 10 домакинства ќе се опремат со се што е потребно да се запази автентичноста на амбиентот, да се пречекаат со трпезливите познати специјалитети и ја пробаат од богатата палета вина што ги произведува Венец во сопствената микровинарија од најквалитетното грозје со капацитет од 600 литри, кој е сериозен зафат што датира од 2016 година. Инаку подратарски култури има 300 хектари, од кои 250 со пченица и 50 со јачмен, а на овошните култури отпаѓаат 50 хектари. Освен ова, Венец има и собствен млин за брашно и за прехрана на стоката, со годишно производство од 1500 до 2000 тони. Има и сточарски фарми за огледување на високомлечни крави, овци и свињи. Посебно се води грижа за кооперантите, не само од селото, но и од обкружувањето. Ова е една од најлошите години во историјата од кога постои Венец, вели Јанчев, и додаде дека поради лошите временски прилики, подмрзнувањето и долгите суши, родот 60% е намален. И во лозарството, и кај пченицата, јачменот, при што финансиската добивка е преполовена. Сега овој период се работи на реализација на тековните инвестиции проектирани од минатата година. Како и секоја година, така и оваа, почитувани гледачи, еве сме сред село, во центарот на селото Долни Десан, Неготинско. Овдека, како што рековме, е селската слава Свети Архангел Михаил. Токму и сме во дворот на истоимената црква, која го носи името на овој светец, и разговараме со новиот кум, а тоа е вие сте? Ангел Донев. Господине Донев, честита слава. И што значи за нашите гледачи, еве, кои ќе гледаат и во диаспората, што значи да се биде кум токму на оваа слава и на оваа црква овде? Прекрасно чувство.
за здравје, бериче. Која е вашата улога, вашата задача како кум, за да може сето ова да се изорганизира? Треба да се организира, да се обезбеде јадење, ручек за гостите, пијало, сите тие пропратни работи, погачи, сите пропратни работи што треба да... А дали кумството носи исто така и многу беричет за вашето семејство, се надевате? Се надеваме дека е така. И затоа прифативме да бидеме кум. Многу здравје, многу среќа, нека биде така, нека ве следи оваа година. И еве сме во разговор со сите оние славеници овдека кои што дојдоа за да честитат на селската слава Свети Архангел Михаил во дворот на црквата. Разговараме и со некои кои што не се од селото, но се гости. Една од нив е вие сте? Јас сум Сова Петрова од Неготино. Денеска еве дојдов на овој прекрасен храм да одадеме во чест на Свети Арангел. И така се дружиме, идеме повише за дружба, се гледаме тука и со селаните, убаво си живееме. Дали ви се допаѓа селото, како е овдека во Долни Десан? Не идам многу често, меѓутоа ми се допаѓа, да, убаво е. Гледам куќи, има убави. Нормално секаде има по некој проблем, но на овој ден сите се среќни, весели, се богати, трпези. Точно, така е, точно. И сите да се гледаме вака насмејани, секоја година да собираме. Како што се сончевите зраци сега го облеја ова село и црквата и тоа е добро, нели? Ајнџа најдова. Каде сте? Долни сум, да. Кажете ми честита слава и секогаш доаѓате овде во црквата? Секогаш доаѓам. Секој празник, секогаш доаѓам. Кажете ми дали нешто подготвивте, трпеза дома за славата? Дома, да. Што најчесто подготвувате? Кој што има, се изготвя. Кој што има. Бани, соленки, купањи, знаеш што. Зајка. И чекате гости. Чекам, да. Благодарам, среќна слава и многу беричет и здравје за вашето семејство и за вашето село и за сите. Да. Ала, да бидете здрави, живи. И еве еден букет од овде гости, а исто така и од селото кој што дојдоа во црквата на селската слава Свети Архангел Михаил. Ке почнеме од мојата соговорничка, а вие сте? Коцева Марија, Дали доаѓате секоја година? во оваа трета година ме. И како ви се допаѓа еве славата? Убаво, многу убаво. Се дружите тука, одите во кујчи некаде? Не, така си погледаме малку и си одиме. Нека име честите и многу здравје и бериче, та и за вас исто. Исто и на вас. А вие сте? А јас сум Долни, сам Дупкарва Стефка. Стефка, па наша соговорничка сте, секогаш и многу ми е мило што е така, честита слава, се најдобро и кажете ми како се чувствувате? Среќа, се најубаво, Господ ти дате. Па, убаво. Добро, сега со здравјето не сме нај, али... Па најмногу здравјето треба сега, нели? Дали очекувате гости денес, освен овде во црквата, дома? Да, и дома имам доста гости што треба да ми дојдат и на црквата. И така... Која е вашата порака за славата, кажете? Со гостите ја. Да бидат сите здрави. Да, здрави и живи. Сите нека бидат поздравени што се од далечните земји. Имаме ние од многу далеко. И во Америка имаме, и во Австралија, и во Италија, во Австрија, секаде сме расејани. Нека им е честита слава и нив. Ни одбине. Господ нека му даде здравје, среќа, спасење. Од зло нека и чува Господ. Само Господ и никој друг. Само Он може да нас спасе. Благодарам многу. А ние одиме понатаму. Ајде, дојдете, вие сте? Јас сум од Неготино. Како неготинчанка, доста снимив овде во црквата. Кажете ми, секоја година доаѓате? Да, тука имам сестри, си идам тука на гости. Ќе одите после кај сестрите? Да, ќе одам, да. Ќе биде весело, нели? Весело ќе биде. Нека им е честита славата и нив и вас. И на вас, на сите, Господ нека дава здравје, среќа, се убаво нека биде. Благодарам, така нека биде. Вие сте? Јас сум од Неготино. Дојдов еве на слава, си запалам свеќа, после имам ќерка тука, ќе идам и ке ќерката, ќе се видам со Ќе биде убаво, нели? Убаво ќе биде, да. Дали често доаѓате во селото, еве ќерката вие тука? Кога можам доаѓам, кога не, они се повише таму.
повише они идат младите и јас кога ќе можам ќе дојдам. Која е вашата честитка до сите кои што денеска ја славата Свети Архангел Михаил? Каде и да се? Абе не здравие, мир, слога сакаме децата да имат работа, да се вработат, сите дома се седат. Но венец е таа која што секако дека во емисијава ќе има свое значајно место, венец аде село Долни Десан, кој што исто така повеќе околу 70%, макар и 80% од населението се вработени во ова напредна фирма, која што реков дека се занимава со многу активности во делот на земјоделството, сточарството, па и винаријата и алтернативниот туризам. Благодарам уште еднаш и среќна слава. Здраве, среќна и на сите нека мое и за сите. Здравие и слога нека има. Еве сме овдека во храмот Свети Архангел Михаил и тука сме во разговор со домакинот на ова црква, вие сте? Мици Атанас. Атанас, вие се грижите за ова црква, за се што е потребно и за празници и за деновите кога доаѓаат тука верниците. Нека е честита славата на селото и на црквата. И да ве запрашам, од кога еве ова година подсетете ова црква е градена? Кажете ми. Јас колку што сум запознат, првото новородено дете е крстено 1934. И сега не е жив, починате и името Михаил е крстен и црквата Архангел Михаил. Инаку црквата, како црква имате убав иконостас. Кажете ми нешто е обновено, работено на тоа поле? Иконостасот, јас сум овде веќе 4,5 години. Иконостасот како го заварив и така е. Ова лето го сменивме кровот горе, конструкцијата комплет. За во иднина планираме напред предниот дел. Со Божја помош и здрави и живи да бидем сите. Дали верниците доаѓаат осем вака на празници во недела, имали крштевки, па по некоја свадба на еден начин, селото не се иселува и добро е, тука е рамничарско. Па храмот се користи и за новородено, и за венчавки, и за не дај Боже. За се, тука имаме трапезарија, имаме нашиот инвентар. За сите тие работи може испаѓаме во сусрет на населението. Од каде се доаѓаат верници еве и на овој ден? Не, доаѓаат и од други. Прошлата година имаше пензионери од Кочани, од Кочанско. Сега моментално имаме гости, пак пензионери, сега, пошто сум тука, не знам точно од каде се важно има, моментално луѓето се наруча. Благодарам, па еве која е вашата порака на овој ден на славата? Како ќе биде честитката? Нашата порака е да бидат сите здрави и живи, да има млади дечиња, стариците да ги држат здравје, а не во средни години нас да не држат здравје. Честита слава и сите да бидат живи и здрави. Разговараме со домаќинот во семејството Атанасов, инаку поранешни Самарџиеви, разговараме со главата на семејството, а вие сте со домаќинот? Ристо Атанасов. Ристо, честито слава. Денеска, како и секоја година, гледам, трапезата ви е преполна. Набавивте се на време, кажете ми колку време требаше да се подготви ова? Па ние секоја година, кога ни е денот нашата слава Свети Архангел Михаил, се спремаме за гостите и дека мојата жена не е од нашето село и ни идат гости во голем број.
и мораме да се припремиме за тоа што ќе дојдат многу гости Рековте дека не е од ова село. Кажете ми од кое село е? од Росоман. Од Росоман. Еве ова масова трпеза, нека ви ги долови спомените од младоста. Каде ја запознавте, еве, на еден начин, пресетете се. Па тама кога им беше на нив селска слава Духовден, Токму на селска слава. да, и ние бевме таму на гости, и таму се запознаме и така се започна. Пред колку години? Пред 28 години. Добар брак имате, нели? Среќен. Супер. Работливи луѓе сте. Па ние сме земјоделци луѓе, работиме земјоделие, имаме околу 10 хектари земја, повеќе работиме лозје и тоа ни е основна дејност, земјоделие. Задоволни ли сте од се што произведувате? Па може да се рече да. Класирате. Па тука имаме во селската задруга, тука нас ни е многу близко, многу ни одговара во Венец, да. Луѓето кооперанти сме таму, многу ни го помагаат и многу сме задоволни да ти кажам, дека тука ни е многу близко, заплаќањето ни е многу на време, ни помагаат во секој поглед, сега што е така, така. Господин директор Илојанчев и Да. Илојанчев е многу добар човек, стварно сега на сите му помага. Јас не работам таму стварно, али стварно мислам дека на цело село му помага многу. Благодарам, а сега да се префрлиме и еве камерата ги доловува овие специјалитети. Рековте очекувате гости. Имате деца, каде се тие? Тие се возрастни, нели? Па моите деца се веќе возрастни, девојчето веќе заврши, машкото уште има уште некој испит и големи се чекаме да се одомат, нели, како сите луѓе се чекат и не така. Докторка, вие керката? Да, докторка, работи више општи доктор. 8 месеци работена, сега заврши скоро, пред една година. И така. Рековте многу друштво, околу 50 пријатели и гости. Очекувате и ова година толку? Да, ќе дојдат сигурно 40 обавезно. А и 50 може да дојдат. Па селска слава ни ден не мора да дојдат. Така. Ќе биде весело вечерва. Па да, од Ќе падне оров, песна. да, ако дојдат и дома музика уште подобро ќе биде. Ами идат тие што свират по селото, По куќите. по куќите идат и може да се излезе во дворот и да се поиграе малце и така. И на крајот нека е среќна славата. Која е вашата честитка? Дали на сите ќе им честитате славата овде и во диаспората? Кои се од Долни Дисан? Што дојдовте кај мене, на сите им честитам славата од нашето село, а на сите луѓе од цел свет му посакувам многу здравје прво, најмногу здравје и после и среќа и после се понатаму. А јас за вас, честита слава, вас и вашата сопруга, до година, здравје Боже да дојдеме, веќе да судома децата па и да лулате внучиња. Здравје, нека даде Господ.
да ви го честитам празникот, Свети Аранџел, нека ни е среќна славата на сите. Имам да кажам неколку збора. Ние како фудбалски клуб Венец и јас како еден од најстарите фудбалери на фудбалскиот клуб Венец, мене ми ја даде ова малце потешка задача фудбалерите да го кажам ова што треба да го кажам. Па вака, ние како фудбалски клуб Венец долго време се распрашуваме како беше претходно во фудбалот во Долни Дисан. Како беше минатото во фудбалот во Долни Дисан. Јас разговарајќи со татко ми, со чичко ми Јован, чичко ми Джело, дедо ми Крсте, сите спортски работници, кој беше најдобар фудбалер во вашето време, сите едногласно кажаа, во наше време најдобар фудбалер беше Ѓорѓи Димов. Таков фудбалер, вика, немаше, вика, во наше време. Ние како фудбалери од село Долни Дисан и уште добро кодираме на првото место што се вика и решиме да доделиме неколку признанија на овој доста добар фудбалер. Па едно признание кое е фудбал што треба да биде, на внуците ќе бидат секако. Тоа го добивте за колку години кариера во фудбалот? Играв до 72 година. А на кое место бевте во фудбалот? Прво играв десни халф. После ме преместија на центар халф. Голманот што беше Јован што е Лалев, не сакаше друг да биде на центар халф. Останавте вие? Ше мене само. И колку гола постигнавте? Колку голови за оваа кариера? А вие бевте во одбрана? Одбрана. Ја ги местев топките. Дали сте задоволни од се што постигнавте во фудбалот? Доста време постигна. И што ќе им порачате на младите фудбалери? На младите од секогаш му подночувам да се храбри, да играат убаво и многу има деца што треба да играат сега. Само нема финанси и така тем. Имате ли наследник во фамилијата кој ќе ве наследи? Двајца, два машки, две внучиња си имам. И фудбал од него остават. Кошарка играат. Се игра. И еве на овој свечен ден да ви честите на признанието, нека ве држи здравието и среќна слава. Фала. И еве разговараме уште со еден од генерацијата фудбалери, но во средната генерација кои заедно со младите фудбалери доделија признанија денеска на постарите и искусните. Со мене е познатиот татко на фудбалерките од село Долни Дисан за кој и направивме емисија, а тоа е Орце Андонов од Долни Дисан, сега моментално живеам во Неготино, имам 48 години. Играте фудбал? Да, играв порано исто во нашата екипа во Венец, потоа во Вардар, играв малку и во Пелистер, во Битула, потоа завршив кариерата во Долни Дисан во Венец. Но сега можеби сте советник на еден начин на младите фудбалери? Секако да, го пратам секој надпревар на нашите фудбалери, сега више помлади, и нормално им советуваме како да дојде до подобра игра, до подобри победи, до подобри услови и така да се што можеме у доменот наш да помогнеме, се ставени сте во функција да помогнеме. И на крајот, каде и да одете, што игравте во фудбалот, во екипата? На кое место бевте? Да, во екипата играв халф или везњак, како што сега во помодерниот фудбал се кажува, во среден ред и имавме одлични резултати, одлични игри, добро другарство и така да сето го завршивме заедно на една убава целина.
Ви честита Слава и на крајот, бидејќи вие сте татко на познатите фудбалерки, каде се наоѓаат, кажете ми, и нивните имења да се подсетиме. Да. Фала ви за нашата поста, фала ви за вашата телевизија што ни направи добра емисија. Моите черки моментално се наоѓаат, Наташа се наоѓа во Шпанија, во Барселона, а другата постара черка во Германија, во Потсдам, и таму игра во втора лига. За сега се одлични условите, добро напредува, така да се надевам на уште подобри резултати за цела Македонија и нормално како нас, како родители. Вие сте гор, татко, заедно со сопругата, семејството, нели, но и селото, и Неготино, и Македонија. Нека продолжа така, и еве селската Слава нека донесе уште подобри резултати и од нив, а и за вас добро здравје и се најдобро. Среќни. Фала ви, благодарам на вас за емисијата, уште еднаш прекрасна емисија и ве поканувам и следната година пак да ни дојдете да ни бидете гости. Ви благодарам. Благодарам исто. Во сегашниот состав на ФК Венец од село Долни Десан, капитен е мојот следен соговорник, кој денеска беше во улога да ги додели признанијата и наградите на оние искусни фудбалери кои сега се во мирување, во пензија, но затоа беа пресрекни. Со мене вие сте? Јас сум Ристовски Трајче, уште активен фудбалер на фудбалскиот клуб Венец. На кое место сте во екипата? Години, па ние во последните 10 години, 7 години сме на првото место. Од 7 години 6 пати го освојуваме купот на општината и сме доста добра екипа. И ние сме екипа една од најдобрите организацијски, организирани. Тука ни помагаат, мораме да ги спомниме, тоа е сите што се главни чинители во селото. Тука ни е местната заедница, АД Венец, Дипром, тука ни е Жак Транс во последно време и он многу ни помага. Ние Шоша, Вита, че имаме доста помагатели. Битни се спонзорите, нели? За спонзорите ние нема што да кажеме, имаме само да кажеме нешто за селаните. Ние како фудбалери на фудбалскиот клуб Венец сме помогнати од сите спонзори, од сите. Али фудбалот не го прават само спонзорите, фудбалот го прави и публиката. Јас сакав да кажам и надвор малце да ги повикам граѓаните на Долни Дисан да дојдат, пример да си ги погледат своите внучиња или деца на утакмица, не е сето во работата. Да дојдеш една ден во неделата, ќе си ги погледам децата, внучињата како играат фудбал, мада тие фудбал со поранешниот фудбал е малце. Значи барате помасовна поддршка од публиката, од селаните? Барем малце од малце, не помасов. Имаме, тие ми Чичко Джело Ристов, он е, можам да кажам, еден од најредовните и помагател на клубот и како и поддржувач. И сакам да кажам за денешната манифестација малце, што се работеше за Ѓорѓи Димов. Тој е еден од најстарите фудбалери во Долни Дисан, а во моментот е еден најстар фудбалер, се уште жив и добар на нозе, што се вика. И затоа јас како дел од клубот си земаме за обврска. Ова е малце за човекот, али мораше да го направиме. Кога тогаш мораше да се направи, е малце. Човекот, секој пат разговарајќи јас со татко ми Чичко и мојот Чичко е голман, еден од најдобрите голмани беше во општината, Ристов Јован. Тој беше еден од најдобрите голмани. И јас сум сега го заменив него, јас сум после него, имаш уште двајца, тројца голмани, Ило Петров, имаше Зоран Најдов, Зоран Ристов, па после сум јас, може некој испуштив, сум јас и еве сум 20 години на тоа место, после Чичко ми, и сакам да кажам сме, ако не многу спортска екипа, барем навивачка екипа сме. И на крај, дали има подмладок клубот, подмладок? Да, имаме подмладок во клубот, па сега еве, што може малце поредко се случува, игра и моето дете. Во фудбалот го регистрираме се, имаме уште 7-8 деца доста добри, 2 деца пратиме во Вардар, да секој што е добар, а не е за во нашата лига, одма отворени му се вратите, кај сака таму може да играе фудбал. Трајче, можеме ние цела емисија да направиме, нели? Но сепак денеска е слава. За тоа што еве две деца имаме пратено во Неготино, Вардар и доста се добри и таму. И така, тука сме прво место сега во моментот. И што да кажам? Ви честитам и понатаму да нижете успеси и среќна слава денеска. Вие сте славеници на еден начин. Барам и на вас.
па за секој пат кога чуеме некои вакви убави работи, ние како фудбалери сакаме секој пат да ги изненадиме старите, дека без старите не се може. Сите може, да, без искуството не се може.